Петочно издание на регионалните вести на телевизија КИС. Тетово ќе има доволно вода за пиење во текот на летниот период, но поради дефектите на старата и веќе дотраена водоводна мрежа, често се случуваат прекини во водоснабдувањето во некои населби. Старата и дотраена водоводна мрежа во Тетово е причина за честа појава на дефекти. Поради тоа жителите на некои тетовски населби остануваат без вода за пиење. Надлежните свесни за ваквата состојба велат дека градот има потреба од реконструкција и проширување на капацитетите. Имаме 2 до 3 дефекта дневно, в принцип. Обично се работи за индивидуални приклучоци повише. Дотрајала мрежа, стара мрежа условно речено над 50 години. Инаку со главните линии имаме помалку проблеми. ЈКП нема таква надлежност да гради нови линии или да ги реконструира. Ние работиме само на санација на секојдневните постоечки дефекти. Нормално дека градот има потреба од реконструкција, од проширување на капацитетите. Меѓутоа, тоа секогаш во координација со можностите на општина. Значи, општина е таа која финансира дел од општина, секторна општина кој во координација со ЈКП разговара на таа тема и се припрема за проширување на одредени делови, за реконструкција на одредени делови и така натаму. Повеќе од 500 литри вода во секунда изнесува издашноста на планинските извори, од кои Тетово се снабдува со вода. Тоа значи дека во летниот период градот ќе нема проблеми во водоснабдувањето. Во моментот градот Тетово располага со над 500 литри вода во секунда, што можеме слободно да кажеме дека се доволни количини за целиот град. Јас лично викам, поради хидрогеолошка слика ова година која е многу добра, очекувам дека летото ќе ни биде со доволни количини на вода и веројатно ќе имаме во таа смисла мирно лето. Како год да е, ние во секој момент можеме да го активираме и најновиот систем од Лешница, ако има недосег на вода, иако ја лично очекувам да барем следните 2 месеци ќе имаме доволни количини од изворските води, наши изворските води од Шара. И покрај најавите за доволни количини вода за пиење во текот на летото, сепак надлежните апелираат таа рационално да се користи, бидејќи граѓаните често знаат да ја злоупотребуваат токму во овој период за миење на улиците пред своите куќи или деловни објекти. Во Советот на општина Гостивар се покрена иницијатива за намалување на цените на надоместокот за летни тераси на угостителските објекти. Конечна одлука се уште не е донесена. Најпрво ќе треба општинската администрација да изврши анализа на можноста за поевтинување и како тоа ќе влијае врз буџетот. Дали угостителите на подрачјето на Гостивар во иднина ќе плаќаат пониски цени за користење на јавни површини како летни бавчи на своите локали? Предлогот за намалување на цените беше ставен на дневен ред на последната седница на Советот на општина Гостивар од страна на советникот Телет Фетаи од движењето Беса. Тој образложи дека споредено со ваквите надоместоци во другите градови низ Македонија, Гостивар има највисоки цени, дури и во однос на туристичките градови. Актуелните цени во Гостивар се 10, 8 и 5 денари за метар квадратен, зависно од зоната во која се наоѓа локалот, прва, втора и трета. Во Охрид, например, град кој е летен туристички центар, цената за метар квадратен е 7,5 денари. Има поплаки од угостителите кои сметам дека се оправдани и затоа предложив корекција на цените. Конкретно треба да бидат 7, 6 и 5 денари. Предлогот сепак не беше изгласан во таа форма. Советниците од мнозинството дебатираа дека најпрво е потребно да се направи анализа
како и колку намалувањето на цените за летни бавчи ќе влијае врз општинскиот буџет. На крај беше усвоена одлука администрацијата да направи анализа и да одлучи дали има услови за поевтинување. Предлагачот Фетаи не беше задоволен од оваа одлука и ја искоментира како форма за да не се намалат цените. Каков ќе биде конечниот исход, останува да се види. Поранешниот затвореник Славчо Блажевски од Тетово, кој откако беше пуштен на слобода живееше бездомнички живот, е сместен во Центарот за бездомници во Чичино село. Откако беше пуштен од затвор, надлежните за Блажевски не обезбедија никакви услови за нормален живот, иако се работи за лице кое нема семејство и имот. По поминати 4 месеци бездомнички живот под ведро небо без доволно храна, облек и лекови, 48 годишниот тетовец Славчо Блажевски, надлежните служби конечно го сместија во Центарот за бездомници во Чичино село. Блажевски на 22 февруари годинава беше пуштен од затворот Идризово по служувањето на 24 годишната казна, но правата на затворот пред да го пушти на слобода не обезбедила никаква материјална помош, ниту престој на Блажевски кој нема никаков имот. Без пари за превоз, поранешниот затвореник морал пеш да стигне до својот роден крај. Во 11 сат ми сфрлија на улица, не ми дадоа пари ни за пат, ниту за храна, ниту за ништо. Полека стигна после ден и пол. Ето, многу е лошо од затвор кој ќе се испадне и да нема кој ти помогне. Животот на Блажевски во изминатите 4 месеци поминувани спекол, спиел по парков, едва се прехранувал, се обратил до Центарот за социјални работи. Поради бирократските процедури не бил во можност да го оствари правото на социјална помош, побарал да биде сместен во Центарот за бездомници, но за вакво згрижување му рекле дека мора да почека да помине одреден период, но по објавувањето на сторијата во медиумите за поранешниот затвореник, Блажевски за неколку дена беше сместен во Центарот во Чичино село. Познавачите на приликите велат дека за секое лице пред да излезе од затвор, службите мора претходно, ако го нема, да му обезбедат дом за привремен престој, вработување, па и парична помош додека не застане на своји нозе. Случајот со Блажевски е доказ дека Македонија е далеко од социјална држава, вели универзитетскиот професор Али Бајазити. Сигурно дека треба да им обезбеди материјални средства со кои што си е одредено време, да кажеме 6 месеци или година дена, би можеле да екзистират или да живеат еден човечки хуман живот како сите граѓани на ова држава. Ова е значи една од барањата на социјалната држава. Од управата за извршување на санкции признаваат дека затворениците се препуштени сами на себе, откако ќе излезат на слобода. Во иднина велат дека за секое лице пуштено од затвор ќе се грижи пробацијски службеник, кој треба претходно да ги обезбеди сите услови за нормално живење на оваа категорија граѓани. Пробацијскиот службеник е должен да ги следи да соработува со лицата во затвор, пред да биде пуштен на слобода. Службеникот ако нема, на поранешниот затвореник треба да му обезбеди дом, да му обезбеди вработување, ако се лекува да му обезбеди лекарства, но и понатамошно лекување. И во текот на неговиот живот службеникот треба условно кажано да го контролира осуденикот, со цел да му помогне на лицето да се врати во нормален живот, велат од управата за извршување на санкции. Отаму истакна дека засега пробацијски службеници има само во Скопје, кои се сместени во посебни канцеларии во судовите. Се надеваат дека за многу краток период канцеларии со пробацијски службеници ќе бидат отворени во градовите во внатрешноста, за да не се повтори случајот Блажевски, кој животот зад решетки го замени со бездомнички живот. Во карамбол на булеварот Илинденска во Тетово повредени 6 лица. Од полицискиот билтен и информација за пријавен физички напад и за пожар во куќа во Тетово. Како што соопшти СВР Тетово вчера вечер околу 23 часот и 20 минути на улицата Илинденска во Тетово се случила сообраќајна несреќа во која учествувале 4 патнички возила, Мерцедес со скопски регистарски таблици што без возачка дозвола го управувал 24 годишен жител на Мала Речица, Пасат со гостиварски таблици управуван од 35 годишен гостиварец и 2 паркирани возила со тетовски таблици, Land Rover и Renault Twingo.
Во несреќата возачот на Пасатот и еден сопатник од истото возило, како и возачот на Мерцедесот и тројцата негови сопатници, здобиле телесни повреди и со медицинско и други возила пренесени се во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош. Извршен е комплетен увид и се утврдува причина за несреќата, во која вкупната материјална штета првично се проценува на 200.000 денари. 22 годишен жител на Тетовско Калник и 20 годишен жител на Челопек вчера вечер пријавиле дека околу 19 часот прети во близина на маркет лоциран на улицата Илинденска во Тетово, каде купувале одредени производи, во 2 наврати физички биле нападнати од 2 непознати лица, соопшти СВР Тетово. Покусата вербална расправија, напаѓачите со тупаници и клоци повеќе пати ги удирале по главите и телата, нанесувајќи им видливи повреди и непосредно пред да пристигнат полициските службеници избегале. Се преземаат мерки и активности за идентификување и пронаоѓање на лицата и за целосно расчистување на случајот. Вчера околу 11 часот и 20 минути избувнал пожар во куќата на 34 годишен тетовец, лоцирана на улицата 108 во Тетово, соопшти СВР Тетово. Огнот најпрво пламнал во детската, а потоа брзо се проширил и во дневната соба, при што опожарени се неколку врати, мебел, покуќнина, ламперија и други предмети. Нема повредени лица и за кусо време пожарот целосно е локализиран. По извршениот увид се утврдува причината за пожарот, додека причинетата материјална штета се проценува на 900.000 денари. Со цел спречување на тешки кражби во летниот период, СВР Тетово започна со реализација на нов проект. Преку непосредни средби со граѓаните ги советува за начините за обезбедување на домовите од кратци. Секторот за внатрешни работи Тетово овој месец започна со практична реализација на нов проект Превенција од тешки кражби, во кој се предвидени повеќе активности во функција на спречување, односно намалување на ваквиот вид кражби во летниот период, пред се во куќи и станови на подрачјето. Веќе стартува, а во наредниот период уште повеќе ќе се интензивираат непосредни средби со граѓаните на Тетово и Гостивар и повеќе тетовски села: Доброште, Озормиште, Желино, Вратница, Пирок, Шемшово, Радиовци и други, како и на гостиварските села Врапчиште, Форино, Дебреше, Чегране, Чајле, Маврово. На средбите граѓаните поблиску ќе бидат запознати со тоа што треба да прават и да направат поефикасно да ги заштитат од провалување нивните домови, посебно кога тие се на летен одмор или кога заради најразлични потреби или причини подолго време отсуствуваат од дома, како што се посети на роднини или привремена работа во странство. Покрај тоа, граѓаните ќе се охрабрат, односно поттикнат исто така доколку имаат финансиски и други можности да набават квалитетни влезни врати и прозорци, но и да обезбедат соодветна алармна и друга опрема и да ја постават во домовите. До граѓаните се апелира навреме да го пријават во најблиските полициски станици и одделенија секое сомнително движење на непознати лица, особено во вечерните часови, кога впрочем и најчесто оперираат кратците во Полошкиот регион, претежно во празни куќи и станови. Од денес започнува стабилизација на времето. Во деновите од викендот се очекува и пораст на температурите. Пониските температури за овој период од годината, обилните врнежи од дожд и грмотевиците се зад нас, прогнозираат метеоролозите. Од денес, според нив, ќе започне стабилизација на времето, кое во Полошко беше променливо облачно, попладне наместа со услови за краткотраен дожд и грмежи. Максималните температури беа во благ пораст и се движеа од 19 до 28 степени Целзиусови. Викендов, особено во недела, повторно му се враќаме на летото. Во вториот ден од викендов не очекува сончево време и повисоки дневни температури. Утре времето ќе биде потопло, попладне ќе има локален пороен дожд и грмежи. Ќе дува умерен до засилен северозападен ветер, особено повеќе изразен пош поврдарието. Утре утринските температури ќе се движат од 12 до 17, а дневната највисока температура на воздухот ќе биде во интервалот од 21 до 30 степени. Утре во Полошкиот регион времето ќе биде променливо облачно во попладневните часови со краткотраен пороен дожд и појава на грмежи. Ќе дува умерен ветер од северен и северозападен правец. Највисоката температура на воздухот во Тетово се очекува да достигне до 25 степен. Од недела ќе биде претежно сончево и топло.
Во попладневните часови ќе има услови за изолирана појава на краткотраен дожд и ретки грмежи, главно во планинските подрачја. Температурната разлика од 10 степени со која се соочивме деновиве најмногу ја почувствуваа метеопатите. Од управата за хидрометеоролошки работи со утеха до нив дека конечно ќе можат да здивнат од несаканите тегоби зашто следува период на летни температури. Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди предпладне, а попладне со услови за дожд и грмежи. Дуваше слаб до умерен ветер. Утринската температура се движеше од 9 до 15 степени, а дневната од 16 до 24 степени. УВ индексот изнесуваше 6. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде променливо облачно и потопло. Попладне со услови за дожд и грмежи. Утринската температура ќе се движи од 10 до 17 степени, а дневната од 18 до 26 степени. УВ индексот ќе изнесува 7. Тоа беше се што информативната редакција на телевизија КИС го подготви за ова издание на регионалните вести. Пријатно!